Во ова информативно издание на Еден ТВ предвидени се гости во студио. Наш прв денешен гостин е Костадин Богданов од иницијативата Реформи на опозицијската ВМРО ДПМН. Господине Богданов, добре дојдовте во студиото на Еден ТВ. Добре најдов. Благодарам. На темите поврзани со референдумот како и дипломатската офанзива разговарате со колегата Христијан Баневски. Баневски, повелете се разговорот. Ти благодарам, Александар. Да, токму дипломатската офанзива во пресед на предстојниот референдум е нели она што е актуелно денови особено. Пред се добре дојдовте во нашето студио и благодарам што ја прифативте оваа покана и денес имавме можност да ги чуеме ставовите на Мицковски и на Иванов како двајца функционери од ВМРО ДПМН кои што се исклучиво против договорот со Грција, но тврдат дека и натаму се определени кон Европската унија и НАТО, но имајќи предвид дека канцеларот Курц кој што говореше на митинг на ВМРО ДПМН во Скопје, сега упорно им порачува на истите функционери дека треба да го поддржат договорот бидејќи нели тој единствениот излез, односно решение за интеграциите на земјава во ЕУ и НАТО, меѓутоа се уште нема јасен став за референдумот. Како вие, како едно крило на партијата, ако може да се рече, гледате на сите овие случувања? Дали ВМРО ДПМН е искрена во овие своји ставови? Најпрво благодарам за поканата да бидам гостин денеска тука кај вас. Секако дека ВМРО ДПМН е искрена, не станува збор за посебни крила и така натаму. ВМРО искрена во својата желба да ја внесе и Македонија еден ден да биде членка на Европската унија и НАТО и впрочем ВМРО ДПМН е првата партија малтене која што го зазема тој прозападен курс уште од самото осамостојување на Република Македонија. Точно е дека во членството различно е прифатен договорот од Преспа. Тука гледам вина определена, не определена, туку во голем дел и ке владата поради неинклузивниот процес на преговарање, односно ние како партија уште од јануари навака инсистиравме да бидеме вклучени нели во преговорите, деталите и така натаму и во дефинирањето на резултатот на крај. Така што и нашето членство на некој начин остана недоволно информирано во тој дел, односно директно се објави договорот што предизвика различни видувања, различни мислења. Видувањата се движат од членови кои што барем по оние теренски активности кои што ги има партијата до сега, членови кои на некој начин го прифаќаат договорот ради евроатлантската интеграција на Република Македонија, бидејќи се свесни дека со овој договор се гарантира таа интеграција, особено НАТО интеграцијата. Дел од членството поради големите концесии кои што се направени од страна на Република Македонија го смета за асиметричен и смета дека за таквиот договор треба да се излезе и да се гласа против. И секако дел од членството смета дека од различни причини на некого прашањето не му е доволно прецизно, доволно јасно, други сметаат дека треба на некој начин да спречат волјата на мнозинството и така натаму, да го бойкотираат целиот овој процес. Она што партијата во моментов го има како став е дека не може да го поддржи договорот, тоа денеска го кажа и претседателот Мицковски, че како партиски став на господинот Столтенберг, од наведените причини претходно, односно ради ергомнес употребата на новото име и за внатрешна употреба. Меѓутоа, партијата ќе има следната недела, беше веќе најавено и во медиумите, извршени Централен комитет, че партиските органи ќе заседаваат во кои што ќе го заземат конечниот став во однос на референдумот и секако ќе биде јавно објавен како резултат на овие теренски постапки. Така, но зборувате дека дел од членството е за, дел има забелешки, има разногласие во партијата, но официјалниот став е дека договорот е неприфатлив, главно нели поради идентитетот, поради јазикот, поради она што од партијата го соопштивме, меѓутоа дали мислите дека оние тежи кои што се за поддршка на договорот сепак можат да допринесат за промена во ставовите или пак тие се замолчувани или пак можеби помалку гласни? Така. Видете, партискиот став ќе се изгради низ сите органи, меѓутоа по мене лично сметам дека граѓаните, па и членството наше, треба да биде свесно дека станува збор за референдум, граѓански референдум, каде што тие самите треба да го дадат својот глас и сопствената одлука
дали се, бидејќи сепак е ова историски крстопат, тоа е несомнено и на неколку пати повторено, суштинско за еднината на државата. И самите граѓани ме дадена можност на 30 септември да по сопствено уверување излезат, гласаат, дали смета дека е добар, не е добар договорот, помалку да ги слушаат, како да кажам, политичките партии од аспект на тоа што политичкото действување и политичката одлука ќе биде подоцна на самите политички партии. Значи тоа ќе се случи во октомври, ноември, кога самите уставни амандмани ќе влезат во собрание, тогаш практично и политичките партии преку своите пратеници ќе го кажат своето мислење. Така, вие велите дека граѓаните се тие кои што ќе апсолутно. Извинете, продолжете, да. Апсолутно, и затоа и граѓаните треба да го сватат целиот овој процес, дека во моментов тие одлучуваат и сметам дека им е дадена шанса од страна на собранието со самото распишување на референдумот да се слушне нивниот глас. Сепак овој референдум е консултативен, значи ќе се претпоставувам и статистички ќе се брои кој е за и кој е против. И од тие причини секој глас е битен, односно глас кој произлегува од самиот суверен, од граѓанинот, а политичките партии своите видувања ќе се ги искажат, претпоставувам, подоцна во фазата на собраниска расправа и гласањето на амандманите и така натаму. Така, вашиот сопартиец Богоевски изјави дека всушност гласот против е или глас поддршка само да не се бойкотира референдумот, што е спротивно од реториката на ВМРО ДПМН, која што повеќе наликува дека сепак можеби партијата да не прејудицираме, но повеќе реториката наликува дека ВМРО ДПМН ќе го бойкотира референдумот. Зошто на партијата и требаше толку време за да мора до последниот ден на кампањата да чека да донесе официјален партиски став? Видете, јас мислам дека официјалниот став на ВМРО ДПМН, верувам дека нема да биде да го повика членството на бојкот, бидејќи сметам дека тоа ќе биде историски погрешна одлука на партијата да едноставно да им го одземете правото на граѓаните сами да го кажат своето мислење по однос на вака крупно прашање, на една вака крупен крстопат пред кој се наоѓа државата. Размислувањата се партиски, внатрепартиски, значи дали да се повика, да се остават граѓаните самите да одлучат дали ќе гласаат за, против или ќе останат дома, или да се повикаат да гласаат против. Така што мислам дека тие две опции внатрепартиски преовладуваат, а за конечниот став, како што кажав, партијата ќе го изгради следната недела. Како што кажав, верувам дека барем и ние така се залагаме внатре дека нема тоа да биде бојкот. Која е вашата перцепција? Дали начелството на ВМРО ДПМН, односно председателот и сите оние раководни структури од партијата, се свесни за евентуалните штетни последици доколку повикаат на бојкот, имајќи предвид дека целата меѓународна заедница повикува дека ова е единственото најдоброто можно решение досега за евроатлантски? И затоа и потенцирав дека сепак е ова одлука на граѓаните. Знае веќе целата јавност дека ВМРО е партија која веќе 11-12 години се залага за референдум, за едно вакво крупно прашање, токму затоа и ставот за референдум беше вметнат во сите програми на ВМРО ДПМН, за да граѓаните го имаат последниот глас. Така што мислам дека е контрадикторно да сега кога го имаме веќе референдумот и кога граѓаните ќе треба да се изјаснат без оглед дали повеќе ќе бидат за или повеќе ќе бидат против на тој референдум, да се повикаат да останат дома, односно да не го остварат своето право кој што им произлегува од уставот и законот да си го искажат своето мислење. Бидејќи пак ќе повторам да не заборавиме, референдумот е консултативен, односно консултација со граѓаните да го кажат својот став, а политичката или партиска одлука или партискиот став ќе си го кажат партиите подоцна во собранието. Така, но се чини дека токму овој процес во ВМРО ДПМН е донесе еден турбулентен период, беа разрешени подсекретари, разрешување од генералниот секретаријат, кои што нели според информациите се оние кои што се проевропски настроени, бевте обвинети за проруско свртување. Кои се причините за оваа стресна ситуација? Би можеле ли да кажете дека одредени структури во ВМРО ДПМН функционираат како киднапирани структури за нечии лични интереси? По мене, како мој став личен, полошо од јавното повикување на бојкот е тивкиот бојкот за партијата, да би го спровела. Се надевам дека промените кои што беа извршени во секретаријатот пред известно време, пред 10 на 15 дена,
кој што е надлежен нели за координација на сите општински и местни комитети, не се направени во таа насока, иако тајмингот е малце зачудувачки, гледано од овој аспект. Не се направени во таа насока, бидејќи уште полошо е да кажем ако се оди на Тивок Бојкот, каде што ќе се испраќат различни пораки на членството, од една страна официјалниот став биде еден, а од друга страна партијата се залага за друго. Меѓутоа, пак ќе повторам, партијата и партиите, вклучително и Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ, БЕСА, Алијанса и така натаму, тие својот збор ќе си го кажат на крај во собранието. Сепак, граѓаните треба да бидат свесни дека тука не се работи за партиски став и ајде да го до крај да го испочитуваме. Тука се работи за нивна лична одлука, за нивно лично право на овој референдум кој што е консултативен, и самата суштина на референдумот е да се слушнат граѓаните, а не да се слушне партискиот став преку граѓаните како им кажеле да гласаат. И затоа јас би апелирал граѓаните да си го искористат тоа свое право и да секој по свое лично убедување достојно излезат на референдумот и секој со своето убедување, со своите аргументи кои што се на една страна за, на друга страна против. Нашите се против, тоа е веќе кажано од страна на председателот Мицкоски, одлучат како сметаат понатака да се движи државата. Така и за крај, дали сметате дека ВМРО-ДПМН ќе има доволно време за да ја спроведе својата реторика која што ќе ја донесе како главен став или партиски став од наредната недела, без разлика дали тоа ќе биде за бојкот или за гласање против, дали ќе имате доволно време да го убедите вашето членство и вашите поддржувачи со оглед на информациите дека голем дел веќе од нив и се свесни како ќе гласаат и дека воопшто ќе се појават и дека нема да постапат по инструкциите од партијата? Па мислам дека има доволно време ВМРО да го промовира својот став и затоа беше одбран датумот 10-11 септември, кога ќе се промовира практично и кога согласно законот започнува нели официјално кампањата за референдумот, така што доколку ставот финален на партијата биде да се во контекст на ова што ви го кажувам, да се останат граѓаните сами по своја совест, своје убедување, да го сватат ова како своја, па и обврска, не само право, во однос на и да преземат одговорноста во однос на судбината на државата. Во тој случај, она што ќе преостане во тој период на ВМРО-ДПМН е да реално го презентира низ своето членство, местните и општинските комитети, договорот како таков, фактите, кои врати ги отвара, кои врати ги затвора, фигуративно кажано, кои се проаргументи, кои се против, и на крајот граѓаните самите, како доволно свесни луѓе, да излезат на 30 и да си го кажат своето мислење за целата оваа конотација, имајќи го предвид, јас тој го кажав во еден наврат, во една колумна, целиот контекст на овој спор, тргнувајќи од 93 година, па до ден денес. Значи некако изолиран настан. Така, тука некаде и се завршуваат минутите предвидени за овој разговор. Господине Богданов, јас ви благодарам што одвоивте време да гостувате во нашите емисии. Благодарам и на вас.